на железничката пруга на утрински брифинг застанавме да ги прибереме патниците кои се занимаваат преку 200.000 со евентуалните долгувања што ги имаат граѓаните кон предпријатијата и деловните партнери. Вчера се усвоени измени на законот за извршување. Еден од лидерите на протестите, Ана Глигорова, во студиото. Дали се задоволни од измените? И што содржат тие? Мене ми се познати, но дали вие... Ноќеска министерката за правда од техничката влада, моментална, на фейсбук профилот, својот фейсбук профил, објави кои се тие измени во законот за извршување. Значи, делумно се прифатени дел од нашите барања. Значи, на невладините организации, пред се на оваа неформалната на стоп за извршителите, и сте други, нели, невладини, синдикатите, човекот над профитот и така натаму. Делумно сме задоволни, а и делумно се задоволни луѓето со она што е кажано и што е, нели, што ќе влезе, ќе се имплементира денови во законот, а тоа е она наше барање да не биде 1/3 од приходот, односно влечењето, условно да кажам, од страна на извршителите, туку да биде 1/5, бидејќи од плата и од пензија. Од плата и од пензија, така да. За кои социјални групи? Не. Вака. Значи, според она што го прочитав вчера, се работи за сите оние кои се на граница на социјална издржливост. Тоа се оние што имаат до просечна плата и до просечна пензија, за нив важи. Тие што имаат над просечна плата и над просечна пензија важи стариот 1/3 од приходот. А за социјалните, оние што примаат социјална помош, они се изземени комплетно, јас колку што разбрав, целосно изземени од извршувањата. Чи целосно се изземени. Не само тие, туку и детски додаток и така натаму. Глигорова, што правиме со отпис на каматите? Еден период тоа беше со законот за облигации и за извршување. До таа степен што, например, беше недозволиво камата на камата, како што обично ние велевме, тие ги пумпаа долгувањата. Дали ќе дојде до отпис на каматите, како што тоа се предвидуваше според законот кој важеше до 2015, мислам, 2011. Дали тоа сега ќе се пролонгира до 2017-2018? И што ќе опфати тоа? Така, законот за облигациони односи е променет, значи пред осамостување на Македонија, значи еден член е изваден комплетно од законот за облигациони односи, а тој се однесува на токму на тој на каматите. Тоа е извадено поради таа инфлација што се случила пред дели распадот на Македонија во времето на Југославија, а тоа е еден член кој вели дека не смее каматата да ја надмаши висината на долгот. Еднаш да ја надмаши. Па можете да замислите дека целата приватизација на општествениот капитал во приватен е правена со токму немање на тој член. Значи тоа било хаос. Тие биле астрономски камати. На кој начин тоа се правило, тоа е голема дискусија. Но кај физичките лица сега овој момент, они добиваат астрономски камати. Значи за мали долгови, да речеме 1000 денари, тој добива 10.000, некогаш и 20, па и 70.000 денари. Ама не само камата, со сите други судски Каматата е најголем проблем. Каматата е најголем проблем. Има еден момент сега и еден нов бран на лихварство, приватни лихвари, па имаме и мали квази банкички имаме. Оние кеш кредити, каде што може каматата да скокне, луѓе ми се жала да скока по 10 пати каматата, и за тоа е за кратко време, иако вели нула камата, ама тоа се рачуна во некои други пропагандни цели, тоа нула камата. Нема нула камата кога се заемат пари. Така да сега интенцијата на еден пратеник, сам Кебримовски го предлага тој закон, не знам дали ќе помине тоа. Кратко време, до 11 февруари се распушта парламентот, а тоа е предлогот да каматата не надмаши висина на главница. Значи тоа каматата да биде како што беше закон. Значи се врати тоа. Тоа би било многу поволно и тогаш граѓаните ќе осетат добивка. Уште едно да кажам, ретроактивноста на законот, јас колку што ја разбрав министерката, и за тие предмети кои веќе се извршува, кои се процесуираат, и за нив важи. Значи постои таа ретроактивност во контекст на ова. Ако е поволно решение за процесот според уставот, тоа е според уставот, да. Добро, поштовани гледачи, Ана Глигорова, еден од лидерите на граѓаните. Ќе продолжи, се извинам, ние ќе продолжиме со борба, бидејќи многу од нашите барања не се исполнети. Не се исполнети. Ако целото тоа
купче, условно кажам, регрутира околу 200.000 народа во Македонија. 200.000 граѓани со семејство, тоа е огромен гнев кај граѓаните. Има ли шанса левицата да преземе дел и да усмука од тој капитал, човечки капитал, на своето конто во евентуалната битка на следните парламентарни избори? Левицата како идеолошка матрица или левицата како некој вид на правен политички субјект? Како сакате, левица како идеолошка матрица, тоа е левицата многу како идеолошка, деликатно, ама да. веќе се формирате и како се формираше политички субјект. Значи, јас повеќе не сум дел од таа партија и не би сакала да зборувам за таа партија. Сметам дека таа партија веќе не е со левичарска идеологија, неко напротив, некои сосема други десни струи има внатре во самата партија, па тоа и се покажа. Во принцип тоа гледачите, луѓето, публикумот тоа може да го види. Но левицата како така во Македонија со распадот, со расколот на самата партија левица на 3-4 фракции, од кои само едната успеа да остане на политичката сцена како правен субјект, каде што се нели, каде што е печатот, правниот застапник и така натаму, ние другите останавме да пливаме во невладиниот сектор како граѓански организации, да се бориме повторно за правата на обесправените, за правата на работниците, за правата на дискриминираните и да го имплементираме марксизмот колку што можеме повеќе во целата таа граѓанска сфера. Кој ќе стигне, ако вие не можете да ги мобилизирате, да речем условно да ги привлече, кој би можел да ја привлече оваа огромна маса на гласачко тело? СДСМ, која очигледно во својата идеолошка матрица само проформа има, така наречена левичарски решенија, а ВМРО по својата десничарска филозофија би требало да биде блиска до граѓаните. Десничарска филозофија блиска до граѓаните. ВМРО се реакционерна партија, ВМРО ДПМН. Они имаат назадна, регресивна, ретроградна матрица. Не би можело тоа да биде, може би блиско до некои што имаат многу силни националистички пориви, но тоа не може да биде прогресивно. Ова што ми го покажува во моментот ВМРО ДПМН е премногу реакционерно, за да јас сметам дека е тоа напредно. Многу е ретроградно и лидерот и најблиските на лидерот ми ја покажуваат онаа ретроградност. Немање желба за напред. А кај СДСМ го имаме оној неолиберален концепт, каде што па и секогаш социјалдемократите во историјата биле блиски до неолибералната матрица, односно многу биле блиски до крупниот капитал. И оној момент кокетирање. Но можноста за социјалните партнерства кај СДСМ е поголема. Во оваа изминатава влада, Министерството за труд и социјална политика се покажа дека има желба за социјални партнерства. Значи, они покажуваат леви моменти, лево-либерални моменти, никако левичарски. Значи, тука нема марксизам како концепт. Значи, го нема грамшизмот, ни троцкизмот внатре. Воопшто го нема историскиот материализам во СДСМ. Значи, но имаат тенденција кон тоа да прават социјални партнерства. Се покажа на дело, мислам за некој. Ние можеме да спориме дека во тие 11 години ке ВМРО ДПМН имало популистички мерки кои наликувале на некакви социјални партнерства, но не, тоа е гол популизам. Значи имаше дури бришење на долгови еден период 2013 година, но повторно тие долгови стоstruko се зголемија во следните години. Така да не можам да зборувам за некој лев однос на ВМРО реакционерна кон социјалните мерки и така натаму. Кога гледав надвор, мислев се роди Роза Луксембург во Македонија, ама вие останувате Ана Глигорова. Благодарам. Благодарам. Ана Глигорова, невладин активист која се бореше заедно со граѓаните околу битката со извршителите и со огромните арачи што се правеа околу долговите на граѓаните главно кон јавните предпријатија.